Вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски се прогласи за ненадлежен да го коментира случајот со Драги Рашковски, кому му беше определена мерка притвор за злоупотреба на службената положба како генерален секретар на владата, за сомнителна набавка на софтвер за сообраќајни прекршоци. Николовски вели дека оваа власт, за разлика од претходната, веќе докажала дека неказнивост за сторени кривични дела нема да има. Институциите ги ослободивме и судството и обвинителството треба да продолжат да си ја вршат својата работа и за секој еден случај кој што се истражува да има одговорност. Така и во сите овие случаи кои што ги напоменувате, констатацијата е една. Пристапот на сите институции, па дури и до владините документи, дури до предметите во рамки на министерствата, се е отворена, се достапни и за секого се поведува случаи и постапки, но институциите се тие кои што ги носат одлуките, дали и која мерка ќе биде превземена. Но останува нејасно дали и колку истраги за корупција отворил Николовски, откако седна на фотелјата во еден од најважните владини сектори. Јавноста памети дека сите големи скандали поврзани со нелегалното работење на високи државни функционери произлегоа од објавите во медиумите, а обвинителството предметите најчесто ги отвораше по допрен глас и како резултат на бурните реакции на јавноста, какви што беа и оние за случајот со Рашковски. Премиерот Заев неодамна во интервју за Фокус рече дека поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски не ја злоупотребил функцијата и оти не и верувал на обвинителката Вилма Русковска дека поседува докази против него. И денес тврдам дека не ја злоупотребил функцијата и има спроведено кристално чисти јавни набавки. Останувам на ставот дека владата може да нарачува софтвер без да праша никого, а на министерството е дали ќе го користи. Не и верувам на Русковска дека Рашковски е злоупотребил функцијата. Единствената истрага со која се пофали вице-премиерот за борба против корупцијата беше онаа за запленетиот путер со поминат рок на употреба. Тој помпезно преку Фејсбук најави целосна истрага и одговорност за наводна количина од 4,5 тони расипан путер, за кој подоцна се испостави дека биле 25 килограми путер во блокови и 5 килограми во канта. Социјалните мрежи експлодираа по ваквата објава на Николовски, обвинувајќи го вице-премиерот дека се обидува да ја дефокусира јавноста од реалните проблеми со кои се соочува државата, во време кога надлежните немаа ниту една купена антиковид вакцина во Македонија.